Вести на Канал 8, добар ден. Водата од хидросистемот Брегалница годинава ќе биде пуштена на 15 април. Ваков договор е постигнат на средбата на директорот на водостопанското предпријатие со градоначалниците од регионот, што се одржа во Облешево. Оваа пролет земјоделците од источниот регион, посебно оризопроизводителите, не треба да имаат проблеми со почетокот на наводнителната сезона. Водата од хидросистемот Брегалница навреме ќе биде пуштена во каналите, така што во тој поглед за сеидбените активности не би требало да има никакви проблеми. Вакви ветувања беа дадени на состанокот на градоначалниците од општините кои гравитираат кон хидросистемот со првите луѓе на новоформираното водостопанско предпријатие во државна собственост. Ние ќе дадеме се од себе на 15 април луѓето да добијат вода. Затоа се сите градоначалници тука од овој регион, тие се понудија да помогнат колку што може повеќе. Тука се представници од мојот стручен тим, исто така представници од поддружниците Брегалница, и ќе дадеме се од себе на 15 април да има вода. Тоа е едно ветување кое може да го дадеме. Според Тренов, во рамки на подготовките за навремено започнување на наводнителната сезона, ќе продолжи чистењето на каналите и придружната инфраструктура што е во надлежност на предпријатието. За тоа е ангажирана и соодветна механизација, што во најкраток период треба да излезе на терен и да обезбеди непречен проток на водата. Веќе денеска на пат е машина која ќе дојде и ќе влезе во полето, значи ќе почне со чистење. Понатаму во текот на наредните денови ќе дојде уште една помала машина од скипер, која што исто така може да заврши работа во некои помали зафати. На крајот на февруари ќе дојде уште една машина и потоа во постапка е преговарањето за машини кои што ќе дојдат и овој дел од државата, значи кој што има објективно најмногу проблеми, но и најголем, ќе посветиме повеќе внимание за да може навремено да се пушти вода на водокорисниците. На состанокот што се одржа во општина Чешиново Облешево, беше истакнато и барањето на земјоделците кои гравитираат кон левиот магистрален канал под Плачковица, да им биде пуштена вода. Се договоривме во понеделник да се формира работна група која што ќе дојде на терен, ќе дојде од дирекција од Скопје и представници од водостопанската поддружница Брегалница и представници на земјоделците, односно водокорисниците од таа страна на каналот, од левата страна на каналот, да се утврдат проблемите и да се види дали може нешто краткорочно да се направи. Директорот на државното водостопанско предпријатие рече дека акумулациите од хидросистемот во моментот се со нормални количини вода за овој период од годината, односно нема опасности од поплавување на земјоделските површини. Истовремено, Тренов додаде дека ќе се обезбедат доволни количини вода за реализација на планот за наводнување за оваа година. Од денеска повторно е воспоставен редовниот железнички сообраќај на релацијата Скопје-Кочани-Скопје. Во изминативе 2 недели патниците кои користеа ваков превоз беа оневозможени, откако претходно во пожар беше оштетена една локомотива. По двонеделниот прекин, повторно сообраќа возот на релацијата Скопје-Кочани и обратно. Од македонски железници излегува со известување дека се надминати техничките проблеми и повторно е воспоставен редовниот патнички сообраќај. Од 15 јануари, кога во близина на Свети Николе изби пожар во локомотивата на патничкиот воз што сообраќа на оваа релација, во Кочани не дојде ниту една железничка композиција. Официјална информација за причината за прекинот минатата недела даде директорот на работната единица транспорт, кој рече дека има разбирање што патниците биле принудени наместо со воз да патуваат со друг јавен превоз, што ги чинело и нешто поскапо. Сепак се работело за објективен проблем, за кој било потребно време за да се реши. Со оглед на потешкотиите кои што ги имавме околу локомотивите, со проблемот со оглед на тоа дека имавме еден мал несреќен железнички настан, некаде во близина на Свети Николе, очекувам дека ова во најскоро време ќе биде надминато. Штетата беше значително мала, меѓутоа со оглед на тоа дека сепак се работи за еден сервис за кој што требаше да се направи на локомотивите и сервисот, односно набавката на резервните делови ги очекувавме од странство. Во текот на оваа недела тие пристигна и тие се монтираат. Како што информираат од македонски железници, нема промени во возниот ред, односно возот од Скопје ќе тргнува во 15 часот и 22 минути, а во Кочани ќе пристигнува во 18 часот и 14 минути. Кон Скопје пак, поаѓањето на железничката композиција е во 5 часот и 50 минути наутро,
а на станицата во Скопје ќе пристигнува во 8 часот и 41 минута. За само 500.000 денари е зголемен буџетот на здравствен дом Кочани во однос на минатата година. Покачените средства оваа јавна установа ќе ги искористи за покачување на платите на општите лекари, специјалисти стоматолози и медицинските сестри со високо образование. Здравствен дом Кочани 2016 ја стартува со малку покачен буџет во однос на минатата година. Станува збор за зголемување од 500.000 денари, така што институцијата годинава располага со буџет од 24 милиони и 500.000 денари. И на минатата година имах буџет од 24 милиона денари. А за ова 2016 година буџетот ни, како што предмалку споменав, многу малку покачени, сега за 2016 година изнесува 24 милиона и 500.000 денари. Значи покачувањето изнесува околу 500.000 денари. Средствата што ги добива здравствениот дом од Фондот за здравствено осигурување на Македонија се базираат врз основа на екипите што ги има, и тоа итната медицинска помош, службата за систематски прегледи на ученици и студенти, службата за вакцинација и имунизација, 2 екипи за детска и превентивна стоматологија и 7 сестри како дел од патронажната служба. Врз основа на тоа, од здравствен дом побарале поголемо зголемување на буџетот, но ја добиле споменатата сума од 500.000 денари. Иако мало, зголемувањето на буџетот, здравствениот дом Кочани ќе го искористи за покачување на платите на општите лекари, фармацевти и специјалисти на стоматологија, како и на медицинските сестри со високо образование. Е предвидено покачување на платите за докторот на медицина и за дипломираниот фармацевт во коефициент од 3,033, што ќе важи од декември, меѓутоа исплатата ќе почне да се врши од февруарската плата. Исто така ќе има покачување на платите на докторите на медицина и докторите на стоматологија специјалисти, исто како и сестрите со високо образование. Само да напоменам дека во здравствен дом Кочани со трансформација на волонтерите во редовен работен однос, ние имаме вкупно 3, меѓутоа оваа година 2 тоа ќе остварат право за сознавање на редовен работен однос. Исто така имаме во 2016 година во службата за хитна медицинска помош примано 1 лекар од општа медицина, како и 3 возачи. Здравствениот дом полека ги комплетира и потребните екипи за работа и зголемување на бројката на лекари кои се на услуга на граѓаните. Во моментов такви екипи има 6 на итната медицинска помош, од кои една е во функција на рурален доктор и ги посетува граѓаните во населените места во 3 општини – Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево. Во 2016 година е во план да испрати уште 1 лекар на специјализација, со што дополнително ќе се комплетираат и во тој дел, додаде Спанчевски. Здравствен дом Кочани го збогати возниот парк. Ново санитетско возило обезбеди установата во вредност од 1.400.000 денари. Станува збор за современо возило кое ги поседува сите перформанси за брза и квалитетна услуга и превоз и помош на граѓаните. Со сопствени средства од буџетот од ланската година, Здравствен дом Кочани успеа да обезбеди уште едно ново санитетско возило, кое целосно ќе биде на располагање на граѓаните од општините што ги обслужува Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци. Станува збор за возило кое ги поседува сите перформанси за брза и квалитетна услуга, помош и превоз. После нова година успеавме од буџетот од прошлата година да обезбедиме плюс едно санитетско возило во вредност од 1.400.000 денари за потребите на граѓаните, кое што е возило со одлични перформанси и со што ќе се уште повеќе подобри состојбата во возниот парк пред Здравствен дом Кочани. Со новото возило, Здравствен дом Кочани значително го подобри возниот парк и сега располага со задоволителен број на возила кои се сосема доволни за задоволување на потребите на граѓаните. Со новото возило фактички имаме 3
нови возила Солеже, 2 Рено Трафик од претходниот период што ги донираше Министерство за здравство и сега новото Dacia Duster, тоа са 3. И имаме малце постари возила, имаме Peugeot Boxer и едно возило санитетско Toyota, тоа е донација од владата на Република Јапонија, меѓутоа тоа е најстаро од сите тие санитетски возила, едно 14-15 години. Освен збогатување на возниот парк, оваа установа работи на комплетирање и зголемување на лекарските екипи кои работат во итната медицинска помош. Заврши замената на прозорците и надворешните врати во клонот 4 на градинката Павлина Велјанова. Во проектот, што се реализираше со подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка, се вложени околу 900.000 динари. Комплетно нова столарија доби клонот 4 на детската градинка Павлина Велјанова. Градежните работи завршија деновиве, со што старите дрвени прозорци и надворешните врати се заменети со новиот ПВЦ материјал. Целта на реконструкцијата беше да се постигне поголема енергетска ефикасност, односно да се намалат трошоците за загревање. За реконструкцијата беа вложени 880.000 денари, од кои дел добиени од програмата за зачувување на природата во Македонија како проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, а собствено учество имаше и општина Кочани. Според критериумите во повикот за доделување на помошта, што беше објавен во средината на март минатата година, донаторот учествуваше со 700.000 денари, а остатокот од 180.000 го обезбеди локалната самоуправа. Увид во завршените градежни работи направија представници од градинката, од општината и од програмата за зачувување на природата, при што беше искажано задоволство од целосното спроведување на планираните активности во проектот. Програмата е фокусирана на повеќе компоненти и како значаен фактор во реализацијата на програмата е зајакнување на капацитетите и на општините и на невладините организации за заеднички да придонесеме за зачувување на природата и одржливо управување со природните ресурси и природните богатства што ги имаме. Мене ми представува особено задоволство што општината успеа да го имплементира комплетно проектот како што е замислено, дури и нешто повеќе од тоа. И како резултат на тоа ќе се намали потрошувачката на енергија, ќе се намали емисијата на јаглерод диоксид, меѓутоа истовремено и децата ќе добијат подобри услови за престој во самата градинка. Во програмата на Швајцарската агенција за развој и соработка се вклучени општините од сливот на реката Брегалница, кои имплементираат проекти за зачувување на природата, при што треба да биде запазена најмалку една од активностите што се однесуваат на зачувување на природата, одржливо управување со природните ресурси, потоа користењето на обновливи извори на енергија или намалување на потрошувачката преку примена на практики за енергетска ефикасност. Освен замената на прозорците и вратите во градинката, нашата општина учествува со уште еден проект, што го спроведува невладина организација, а што се однесува за заштита и презентација на околината на водопадот кај браната Градчи. По направените концерти и други хуманитарни активности за помош на Методи Митев, сега тој упатува апел во врска, како што вели Митев, за изнесените шпекулации во јавноста, дека тој наводно не собирал средства за операција, туку за други материјални цели. Таквите озборувања представуваат сопка на Митев да ги собере потребните пари за операција, така што апел упатува и неговиот матичен лекар. Методи Митев од Кучани, кој боледува од хередитарна параплегија и кој деновиве собираше помош од хуманите граѓани за потребната операција во Кина, упатува уште еден апел во врска со, како што вели тој, изнесените шпекулации во јавноста, дека наводно тој си поигрува со граѓаните и си собира средства за други цели, а не за операција. Почитувани мои сограѓани, сакам да дадам еден апел јавно, да ви известам сите луѓе во град Кочани, дека во град Кочани се шпекулираат шпекулации за мене, дека наводно сум глумил, дека немам ја болеста, дека сум гледал да дојдам до некои пари, јас дека имам правено куќи и не знам ред други работи, така да дека документите се ми биле фалсификат. Еден апел до вас сите да не подлегнувате на тие шпекулации што ќе ги слушнете за мене,
Стварно се ми потребни парите, стварно имам потреба да ги соберам парите, да идам за Кина на операција и да можем, како што ми гарантират од Кина, над 90% ми дават гаранција дека можем да застанам на нози. Шпекулациите, вели Митев, му направиле голем проблем. Резултирале со одбивање и повлекување на луѓето и фирмите кои досега финансиски му помагале, со одговор дека ја изгубиле довербата во него. Ово го потврдува и неговиот матичен лекар, доктор Јованка Алексова, која од почетокот на болеста е запознаена со неговиот проблем и состојба. Подобро да се снајде во оваа не баш благодарна ситуација, која што од шпекулации кои делуваат на неговата и психичка состојба, тој значи многу е со позитивна енергија, сега веќе ја губи таа енергија која што, да кажам, скоро сам и со негова замисла ги организира сите овие хуманитарни дејствија. Кај него болеста се ширише многу брзо. Мислам, имаше болки, тоа, ајде, нели, да не зборуваме за тоа. Само тој сам, значи, со неговиот дух се бори да бара решение на оваа ситуација, а самиот контактираше со помош на други, до Кина, добија добар одговор што му даде сила да се вклучи во организирање на овие хуманитарни акции и да ги собере сите средства кои што ќе му бидат потребни. Инаку Митев е благодарен и на државата што му ги пружила сите неопходни средства што го следуваат, помош за нега и мобилност, а пред неколку дена му била одобрена и инвалидска пензија. И понатаму се надева дека озборувањето меѓу луѓето нема да му наштети на неговата психичка состојба и во силата да може да ги собере потребните средства за операција. Следува информацијата од спортот. Афродита Салихим, која ги бранеше боите на женскиот фудбалски клуб Кочани, веќе не е член на нашиот праволигаш. Во продолжението на правенството таа ќе настапува во дресот на директниот конкурент Драгон 2014 од Скопје. Со нешто послаб напаѓачки состав ќе се соочи женскиот фудбалски клуб Кочани во надпреварите од пролетниот дел на првенството во женската фудбалска лига, откако и официјално клубот го напушти голгетерката Афродита Салихи. Уште повеќе што таа ќе настапува за директниот конкурент на нашиот праволигаш, екипата на Драгон 2014 од Скопје, кој есента се најде на првото место на табелата. Според информациите, во преодниот период додека трае паузата во првенството, Салихи побарала исписница и по добивањето веќе подпишала договор со скопјанки. Таквиот развој на настаните и требаше да се очекува, со оглед што уште во претходното првенство можеше да се наслушне дека таа размислува за трансферот. Ослабнувањето на напаѓачкиот ред на ЖФК Кочани по заминувањето на Салихи ги доведува во прашање на тамошните напори на нашите фудбалерки во борбата за освојување на титулата. Единствениот пораз во есенскиот дел тие го претрпеа токму од Драгон 2014, така што сега ќе биде уште потешко да се поправи негативниот биланс во меѓусебните средби. За сега нема информации дали во нашиот клуб се размислува испразнетото место да се пополни со друго звучно име, или пак екипата ќе продолжи со истиот состав како и досега.
Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.